Овој 24 часа челендж испадна пекол, ми се запали локомотивата и сега треба да чекаме друга. Оп. Добро утро, джиња, како сте? Добродојавте во ново видео, како што може да видите според насловот, ова е 24 hour challenge, каде што 24 сати ќе бидам во воз. И сега јас веќе тоа го направив, без 24 сати во возот, ама додека бев таму ми се десија интересни ствари кои што ги снимав успат. Така да, затоа што не снимав интро ни аутро за тоа видео, го снимам сега и интрото и аутрото, така да сега ќе ги пуштам од почеток на возот кога влегов во Скопје на возот, како возев, до крајната станица, како таму преспав во возот и после тоа како се враќав назад и како додека се враќав назад прво ми се расипа едниот воз, после тоа се префрли во друг воз и пред да стигнеме околу саат време пред да стигнеме тој воз, локомотивата внатре му се запали, па викнаа трет воз за да дојдат и да не влечат до Скопје. Така да, ако ви е интересно видеото, оставете лајк уште на почетокот, оставете subscribe, обавезно да следите ме на Инстаграм, имате линк во дескрипција доле од мојот Инстаграм, _Дамјанце, следете ме и се надевам дека ќе уживате во видеото. Здраво дечки, добро утро, добродојавте во ново видео. Денеска нема бидам многу гласен, затоа што моментално сум во воз и затоа немам најава надвор, затоа што брзав за да го фатам возот. Денеска ќе правам 24 hours challenge, кај што ќе пробам да останам 24 сати во возот. Се надевам дека ќе биде новиот воз, ама сепак е стар воз. Така да ќе видиме дали ќе ни успее и дали ќе ни избркаат или нема да ни избркаат. Се надевам дека нема. Моментално сум сам во купе во старите возови. Многу ми е криво што не сум во новите возови. Ама добро, овој поубав тука за спиење барем. Се надам дека никој нема да ми дојде тука да ме замара. Ќе снимам на секој на 5 сати, ќе снимам по нешто за да ви извештам како иде, што иде. Така да сега ќе одморам малце, пошто саатот е 6 и ми се спие, пошто не бев спиен цела ноќ, едитирав видео. Така да сега одморам малце, ќе спијам, ќе дремнам и ќе се слушнеме со вас попосле кога ќе бидеме во движење. Сега пошто цела ноќ едитирав и не сум јаден ништо, се земав папсани. Сега ми се најдав за да јадам. Ради ова сум дебел и не можам да ославам. Иначе моментално сме Велес, стоим во Велес на станицата, хајде да ќе тргне. Се е добро, уште сум сам тука во купето, никој не ми влезе да ме замара, ама не сум ни заспал уште, ми се спием многу. Само ми е страх ако заспиам и да не се разбудам и после да не можам да продолжам да снимам, кога да се разбудам на крајната станица скроз и да немам ништо снимено. Ајде касна мосе, да се видиме понатаму. Дечки, моментално сме у Солун, тоа е крајната дестинација. За околу 10 сати ќе трга назад за Македонија, за Скопје возот. Ќе пробам да преспиам возот без да ме видат, без да ме збркаат, ако ме збркаат ќе фейлнам. Но ќе пробам без да ме видат, да преспиам и се валја се тргнам со истиот за назад. Да се видиме од тоа. Помилен ноќта, дечки.
преспав, никој не ме чепна. Гледам сега трга возов. Така да имам уште околу 8 сати да го завршиме предизвикот. Ево трга. Се надам дека ќе помине добро до крај, би требало да помине се окей до крај. Да го завршим предизвикот. Беше интересно. Многу сакам да патувам. Така да сега само патував 24 сата со воз. Мислам дека беше интересно, ако се стигне, ставите да лайк на видео, ако сакате уште 24 часа предизвици, пишете во коментари, приправам повеќе. Така да се тргам од Солун, ќе поминеме низ Гевгелија, низ Велес, па Скопје. Така да се гледаме понатака. Дечки, ова прв пат ми се дешава, возов се расипа. Се треба да чекаме да дојде друг. Така да се испразни, си да искоча. Искочам се и јас. И ќе чекам да дојде друг за да можам да се вратам назад до Скопје. Жив и здрав. Така. Дечки, не знам колку ме слушате, ама дојде нов воз со замена за тој. Исто е стар, така да нема среќа. Али, ја, сега седам на Скопје, моментално сме околу Неботино, тука негде. Така да ќе дремнам оце и ќе се видиме ако ќе биде Скопје. Имам уште околу 3 сати за да го завршам предизвикот. Таман од 3 сати ќе бидеме во Скопје и ќе бидат 24 сати комплетно. Така да се гледаме во Скопје. Се ближиме до Скопје, моментално писам од Божо. Е, така. Не знам сега колку пак ме слушате. Шет. Така, идам сега назад внатре да спијам пак. Не знам колку ме слушате од моторот. Ќе пробам да дремнам малце. Уште малце и като вршиме челенџот во воз 24. Ако сакате уште вакви челенџи да правиме со 24 сати, коментирайте доле како 24 сати челендж сакам да правите и ќе го правам. малце се станува позов, мислам дека сме на кај Велес. Ја. Модерна технологија. Мислам дека сме на кај Велес, така да ја. Ми го изгасам
спијам и постан ќе ви кажам кој ќе пидам во Скопје. Да, се гледам. Си направив спална. Си ги споив сите и си направив спална. Селата се види. Си беше. Вау. Шамалци сме Скопје така да потрегнам. Шамалците се види. Не е можно како баксо сум. Се запали локомотивата. Се запали локомотивата, човече. Значи, не знам што да ви кажам. Насред возење се расипа возот. Озбилен сум, се расипа возот насред возење. И се треба да чекаме друг воз од Скопје да дојде за да не собере. Не само јас сум вако баксус. Дефинитивно само јас сум вако баксус. Овој 24 часа челендж испадна пекол, ми се запали локомотивата и се треба да чекаме друга. Овдека се запали? Па како го осетивте, бе? По мирис, пламени, бе. Па ти ми се смеете, убаво се дома си одмара. Мој гајле. Кој е овој воз што има късмет денес? Сите има заебано тут. О, тука се запалило, е. И тука, дечки, после тоа искочив од возот, си отидов дома и спиев, пошто бев премногу уморен после овој преизвик и бев не исплашен. Беше доста интересно, беше онака како во филмовите, кога ти се расипува воз, си сред шума на пруги опустелија, без ништо, усред ноќу, 11-12 сати од црна темница, 2 сати чекаш друг воз да доаѓа, па се запознаваш со патниците, па кod другари станавме сите се запознавме, сакавме заедно да идеме пешки низ планините да бараме град некој да стигнеме, за после со такси се чудиме, ама сепак на крај преживеавме сите, беше интересно, беше онака фан. И како да кажам, ми се погоди баш за видео, баш тогаш да се деси ова, баш ја кога се возев и кога снимав 24 сати челендж во воз. Ама добро е за видео, бре. Така да се надам, дечки, дека ви се свигаше видеото, ако ви се свигаше видеото, обавезно оставете лайк. Ако не ви се свигаше, повторно оставете лайк, затоа што пробуваме да шириме позитива на овој канал. Оставете коментар доле, што би сакале да снимам нешто во наредно видео. Поздравот го добива, само да видам. Поздравот го добива Kir_X, Kirex Man, кој што коментирал мали кошмари, големи кошмари, исто тие важни кошмари, коментирал прв на видеото, фала ти Kirex Man што коментираш, ако сакате да бидете поздравени во наредно видео, коментирате хештег 24 часа и еден од вас ќе поздравам во наредно видео, доколку видео има, не знам, 350 лајка, ќе правам некој друг 24 часа челендж. Ако имате идеја за како 24 часа челендж да правам, искоментирате го доле и ако го правам тој челендж, ќе ве спомнам во видеото, ќе ве поздравам затоа што од вас ми била идејата за тој челендж. Така да оставете лайк, заследете ме на Инстаграм Домацата Дамјан за. Се надевам дека сте насмејани, а ако не сте насмејани, искочете надвор, направете нешто што ќе ве насмее и до тогаш се гледаме во наредно видео. Peace.